Нови 30 минути и најновото издание на Урбан Блок. Останете со нас, следуваат интересни содржини. Во новиот Урбан Блок ви откриваме зошто се корисни семките од лубеницата, како да го спакувате својот рачен багаж за 7-дневно патување и ве носиме на уште една извонредна дестинација. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Лубеницата е овошје кое се надевам ќе се сложите дека најдобро не разладува во лето. Но дали знаете дека семките од лубеницата можат да ни донесат фантастични придобивки по здравјето? Да, добро слушнавте. Во продолжение гледаме зошто треба да престанеме да ги фрламе и како влијаат на организмот. Кога помислуваме на лубеница, повеќето од нас помислуваат на незиното сочно, сладко овошје, кој е еден од главните синоними за лето. Сепак, постои еден дел од ова сакано овошје кое речиси автоматски завршува во ѓубре. Но семките од лубеница и здравјето, верувале или не, се тесно поврзани. Иако со години се сметало дека се нешто што треба да се избегнува, денес сепак нутриционистите гледаат на нив сосема поинаку. Секако ова не значи дека треба да почнете да јадете големи количини семки, но вреди да се знае зошто тие привлекува внимание во последните години. Еден од најупорните митови е дека голтањето семка може да предизвика сериозни здравствени проблеми. Всушност, семката обично само поминува низ дигестивниот систем без никаков посебен ефект. Телото обично не го разградува целосно, па хранливите материи што ги содржи не може да се искористат во значителна мера. Кога се дискутира за темата за семки од лубеница и здравјето, експертите обично мислат на сушени, излупени или лесно печени семки, кои полесно се варат и од кои телото може да искористи некои од корисните хранливи материи. Иако се мали, семките од лубеница содржат изненадувачки богат нутритивен профил. Тие се добар извор на растителни протеини и незаситени масни киселини, кои играат важна улога во балансираната исхрана. Покрај тоа, тие содржат минерали како што се магнезиум, железо, цинк и фосфор. Магнезиумот е вклучен во бројни процеси од телото, вклучувајќи го и нормалното функционирање на мускулите и нервниот систем. Железото придонесува за нормален транспорт на кислород низ целото тело, додека цинкот е важен за имунитетот, за здравувањето на ткивата и здравјето на кожата. Токму поради овој состав, темата за семките од лубеница и здравјето привлекува се поголемо внимание, особено кај љубителите на природни извори и на минерали и здрави масти. Семките од лубеница содржат незаситени масни киселини, вклучувајќи олеински и линолеински киселини. Тие се дел од исхраната што може да придонесе за одржување на нормално ниво на холестерол при замена на заситените масти, како дел од балансирана исхрана. Ова не значи дека тие се супер храна сами по себе, што го штити срцето, но може да бидат дел од разновидна исхрана богата со растителни извори на здрави масти, јаткасти плодови и семки. Тврдењата дека семките од лубеница лекуваат разни болести или го забрзуваат метаболизмот често може да се најдат на социјалните медиуми. Нема доволно научни докази за ваквите тврдења. Кога станува збор за темата семки од лубеница и здравје, важно е да се разликуваат фактите од трендовите. Она што е потврдено е дека семките содржат корисни хранливи материи. Сепак нивниот придонес кон здравјето зависи од целокупната исхрана, а не од една единствена храна. Со други зборови, тие можат да бидат интересен додаток на менито, но не се замена за разновидна исхрана богата со овошје, зеленчук, интегрални житарки и квалитетни протеини. Ако сакате да пробате семки од лубеница, најдобро е да ги измиете откако ќе ги извадите, да ги исушите и накратко да ги испечете во рерна или тава без многу дополнителна маснотија. На овој начин тие стануваат крцкави и имаат пријатен, малку јаткаст вкус. Може да се јадат сами како ужина или да се додадат во салати, домашна гранола, овесни снеголки или крем супи како крцкав завршен допир. Некои луѓе ги мелат и ги додаваат во смути или ги користат како додаток на домашните енергетски плочки. На овој начин, темата за семки од лубеница и здравје добива и практична димензија, бидејќи делот од овошјето што некогаш бил фрлен, може да се искористи на интересен начин. Како и другите семки, семките од лубеница се богати со енергија и масти и треба да се консумираат умерено. Луѓето со специфични здравствени состојби или диететски ограничувања треба да се консултираат со лекар или нутриционист,
пред да направат какви било поголеми промени во нивната исхрана. Децата исто така не треба да ги јадат семките цели поради ризикот за душување. Во нивниот случај најдобро е внимателно да ја изчистите лубеницата пред сервирање. Во последните години расте фокусот на одржлива исхрана и намалување на отпадот од храната. Затоа темата семки од лубеница и здравје доби ново значење. Наместо автоматски да ги фрламе, можеме да размислиме дали некој од нив вреди да се зачуваат и користат. Иако не се чудотворна храна или замена за балансирана исхрана, семките од лубеница покажуваат дека корисните хранливи материи често се скриени на места каде што најмалку очекуваме. Тие не потсетуваат дека здравата исхрана не е составена од спектакуларни трендови, туку од многу мали избори кои се собираат секој ден. Може би следниот пат кога ќе исечете лубеница, нема да ги гледате семките само како нешто што треба да се отстрани. Наместо тоа, ќе ги гледате како интересен потсетник дека природата често крие вредни состојки, таму каде што најмалку очекуваме. Патувањето со рачен багаж е вистинска уметност која ни заштедува време по аеродромите, пари за доплата и воедно не ослободува од грижата дали куферот ќе се изгуби. Во продолжение, како чекор по чекор да го максимизираме просторот за рачниот багаж, гледаме заедно. Ако летате ова лето и сакате да избегнете чекање на аеродром, плаќање на чекирани торби и стрес за изгубен багаж, веројатно сте се запрашале како да го спакувате рачниот багаж за 7 дена. Она што некогаш изгледаше речиси невозможно, сега стана вистински тренд. Се повеќе луѓе патуваат само со рачен багаж, потпирајќи се на внимателно планирање наместо на преполн гардеробер. Тајната не е да спакувате помалку работи по секоја цена, туку да ги спакувате работите што всушност ќе ги користите. Добро организиран рачен багаж може да биде доволен за 7-дневно патување, без разлика дали одите на плажа, на градски одмор или на службено патување. Со неколку едноставни трикови можете да соберете многу повеќе во рачниот багаж отколку што мислите. Па како да го спакувате рачниот багаж за 7 дена? Најчеста грешка при пакувањето е размислување што би можеле да облечете. Многу е попрактично однапред да ги планирате облеките за секој ден. Изберете парчиња што лесно се вклопуваат, ленени панталони што можете да ги носите со неколку различни маички, кошула што оди преку костум за капење и во вечерна облека, како и фустан што изгледа сосема поинаку со промена на чевлите, зафаќаат помалку простор од гардероба дизајнирана само за една пригода. Неутралните бои како бела, беж, темно-сина или црна ви овозможуваат да комбинирате речиси секое парче едно со друго. И правилото 3-2-1 го олеснува пакувањето. Многу стилисти користат едноставно правило кое се покажа како многу практично за 7-дневни патувања. 3 горни делови, 2 долни делови и 1 фустан или комплет. Често се доволни за да се создаде голем број различни комбинации. Додадете лесна јакна или кошула за слоевито облекување и ќе имате гардероба што одговара на речиси секоја ситуација. Ако патувате на море, не заборавајте го вашиот костим за капење, лесно парео или кимоно кое може да послужи и како наметка за вечерна прошетка. Еден од најпопуларните трикови за секој што се прашува како да спакува рачен багаж за 7 дена е да ја витка облеката наместо да ја превиткува. На овој начин, вашата облека зафаќа помалку простор, полесно се организира и често е помалку пренатрупана. Особено е корисно ако користите организатори за куфери или текстилни торби што ја делат вашата облека во категории. Чевлите зафаќаат најмногу простор. Ако има едно парче што брзо го полни вашиот куфер, тоа се чевлите. Идеално е да понесете максимум 2 пара чевли, покрај оној што го носите за време на патувањето. Например, удобни патики за патување, сандали за секојдневни активности и поелегантни еспадрили за вечерно излегување. Користете ја внатрешноста за вашите чевли за мали предмети како чорапи, накид или полначи, за да го искористите просторот максимално. Авиокомпаниите генерално дозволуваат течности во садови до 100 мл, па затоа е најдобро да ја користите патната амбалажа за вашите омилени производи. Многу производи сега може да се заменат со цврсти верзии, како што се шампон или сапун во тврда состојба, кои не подлежат на ограничувања за течности и зафаќаат помалку простор.
Пред да заминете, проверете дали вашиот смештај обезбедува фен, гел за туширање или крпи, бидејќи тоа може дополнително да го улесни вашиот куфер. Ако носите патики, фармерки или лесна јакна, носете ги за време на патувањето наместо да ги пакувате. Ова ослободува вреден простор во вашиот куфер, а во исто време, за време на лет со авион често ви е потребен дополнителен слој облека поради климатизацијата. Вашиот пасош, лична карта, авионски билети, паричник и телефон треба да бидат лесно достапни. Спакувајте ги полначите, адаптерите и слушалките во посебна мала торба за да можете брзо да ги најдете. Ако патувате во странство, однапред проверете дали ви е потребен адаптер за напојување или дополнителна батерија за вашиот телефон. Многу луѓе прават грешка со пакување на куферот до врв. Ако планирате да купувате додека патувате, оставете малку простор за сувенири или нова облека. Ова ќе ви го улесни враќањето и ќе спречи дополнителни трошоци за надминување на дозволениот багаж. Знаењето како да спакувате рачен багаж за 7 дена значи промена на начинот на кој размислувате за патувањето. Наместо да носите гардероба за секоја можна ситуација, фокусирајте се на практични парчиња кои лесно се комбинираат и одговараат на вашите планови за патување. Се повеќе од нас откриваат дека патувањето само со куфер во кабина е еден од најдобрите начини да го започнете одморот без стрес. Нема чекање на вашиот багаж, нема грижа дека вашиот куфер ќе се изгуби, а патувањето низ аеродромите и градовите станува многу полесно. На крајот на краиштата, најдобриот куфер не е најголемиот, туку оној што содржи се што навистина ви треба. Откако ќе ја совладате уметноста на паметно пакување, ќе сватите дека можете да соберете 7 дена патување во една рачна торба. И нема да ви недостасува апсолутно ништо. Летото е во полнек. Повеќето сигурно веќе го имате испланирано годишниот одмор, но доколку ве има и такви кои што се уште се двоумите, Urban Blog ви дава предлог дестинација која сигурно ќе одберете за ова лето. Да ја погледнеме заедно. Австралија е една од непосакуваните дестинации, бидејќи економијата нуди високо ниво на вработеност и многу удобен живот. Главниот град на југоисточната држава се наоѓа во заливот Порт Харбор. Сиднеј со години е познат како омилена дестинација во светот за многу љубители на патувањата на долги релации. Олимписките игри одржани во Сиднеј во 2000 година го направија тој град една од врвните дестинации во светот, каде што убедливо го држи своето место на врвот на листата до денес. Австралија е земја, но и континент кој се наоѓа на јужната хемисфера. Со својата површина од 7,7 милиони квадратни километри, таа е шестата по големина земја во светот, веднаш по Бразил. Нивните 25,69 милиони жители се обележани со различни култури и цивилизации кои ја населувале територијата на Австралија. Од абориджините, бројните доселеници и влијанието на Британија. Камбера е главен град на Австралија и покрај фактот што Сиднеј, Мелбурн, Перт и Брисбејн се многу поразвиени и урбани градови. Австралија е светски позната по различните животински видови кои живеат таму, како што се кенгурите и коалите. Исто така најголем број отровни животни живеат на овој континент. Гледајќи ја природата, големиот корален гребен е една од најубавите природни атракции во Австралија, па и во светот, и е под строга заштита на УНЕСКО. Економијата на Австралија е многу просперитетна, предводена од индустрии како што се рударството, земјоделството, услугите и туризмот. Австралија е и најголемиот светски производител на руди како што се железо, злато и јаглен. Австралија е добро позната по својот висок животен стандард, квалитетен образовен систем и исклучително добар систем за здравствена заштита. Австралиците се исто така добра спортска нација, но за разлика од европејците кои уживаат во фудбалот, кошарката и тенисот, австралиците предпочитаат крикет, рагби и фудбал со австралиски правила. Најголемиот предизвик со кој се соочува Австралија во моментот е зачувувањето на флората и фауната. Секоја година во медиумите можете да ги видите страшните пожари кои беснеат во Австралија, уништувајќи ја вегетацијата и разните животински видови кои живеат таму. Пред да ја посетите Австралија, важно е да знаете некои основни информации за нивната историја. Историјата на Австралија датира од 65.000 години. Абориджините и жителите на островот Торес се сметаат за први доселеници на континентот и тие биле обележани со многу културни традиции,
свој јазик и исклучителна духовна врска со земјата. Европските истражувачи ја започнале својата експедиција во Австралија во 17-тиот век, а во 1770 година капетанот Джеймс Кук го окупирал источниот брег на Австралија во име на Велика Британија. Овој период го представува раниот почеток на британската колонизација, што подоцна доведе до конфликт во кој домородците беа речиси истребени, а природниот пејзаж на Австралија беше значително оштетен. Во 1788 година, по пристигнувањето во областа на денешен Сиднеј, била основана првата колонија и територијата на Австралија била окупирана од Велика Британија. Со текот на времето, британците почнале се повеќе да се шират во Австралија, окупирајќи територии и истребувајќи ги домородците. Како резултат на доаѓањето на богатите британци до средината на 19 век, Австралија доживеала силен економски подем, кој бил поттикнат од силната експлоатација на златото и развојот на земјоделството. Австралија беше трансформирана во држава во 1901 година, станувајќи членка на Комонвелтот. Во текот на 20 век Австралија доживува големи бранови на емиграција, што значително влијае на мултикултурализмот на незиното општество. За време и по Втората светска војна е забележан најголем прилив на мигранти од Европа, а потоа и прилив на мигранти од Азија и Блискиот Исток. Денес Австралија е горда на културната разновидност на своето население, но останува фактот дека тие имаат многу малку вистински австралици и свој културни обичаи. А ако се прашувате за карактеристиките на Австралија, ви ги откриваме во продолжение. Австралија има многу карактеристики на својата територија, но ќе ви ги издвоиме само најголемите. За почеток операта во Сиднеј. Ова ремек дело заедно со кенгурите за многумина е првата асоциација на Австралија. Неговата неверојатна архитектура ќе ги остави сите без див, а редовно е домаќин на најстакнатите светски музичари кои одржуваат концерти таму. Потоа големиот корален гребен. Иако неколку пати се спомнува во овој водич, големиот корален гребен е најголемиот корален гребен во светот. Со својата убавина секоја година привлекува стотици илјади капачи, нуркачи и туристи на чамци кои доаѓаат да го видат. Улуру, најголемиот камен монолит на светот и наводно планина која ги менува боите. Познат на сликите како карпа со црвена боја, позната по својата античка важност и се смета за главен олтар на абориджините. Сиднејскиот пристаништен мост, друга културна атракција во Сиднеј. Овој мост од челична конструкција им дава можност на посетителите да се искачат на него и да уживаат во прекрасниот поглед кој го нуди на целото пристаниште во Сиднеј. А кога сме кај плажите, плажата Бонди е најпознатата плажа во Австралија, а воедно и една од најубавите плажи во светот. Позната по златниот песок, бројните сурфери кои секојдневно се обидуваат да го фатат најголемиот бран и со многу весела атмосфера, бидејќи е дом на секојдневни забави на плажа. Големиот океански пат е вистинско уживање за секој што планира да изнајми автомобил за време на нивниот престој во Австралија. Нуди прекрасен поглед на океанот, возење по бројни карпи, поглед на карпите и поминување низ прекрасните крајбрежни градови. И националниот парк Какаду е под заштита на УНЕСКО, а се карактеризира со недопрена природа, камени слики направени од абориджините и бројни диви животни кои живеат таму. Островот Фрейзер е најголемиот песочен остров во светот, кој годишно е домаќин на стотици илјади туристи кои го посетуваат за да уживаат во прекрасните плажи. Авантурите на бројните слатководни езера или да ги видат потонатиот брод Махено. Сместена покрај големиот океански пат, карпестата формација е неверојатна сама по себе, а со поглед на океанот ја дава најдобрата слика за Австралија. Како што веќе споменавме, карактеристиките наведени погоре се барем според нас најубавите во Австралија. Сепак во зависност од вашата маршрута, времето, можете да одберете и други атракции кои можеби ќе ви одговараат подобро. Патувањето со деца често може да биде предизвик, бидејќи тие мора да најдат посебен облик на забава за да не им биде злодевно. За среќа Австралија има многу содржини што се прилагодени за деца. Како на пример, можете да го запознаете дивиот свет на Австралија, да имате активности на плажа, во тематски паркови или национални паркови. Ова се само дел од идеите како да поминете квалитетно време во Австралија со децата без да им биде злодевно.
По зависност од вашите деца, нивните интереси и преференции, а и вашите, дефинитивно треба да направите многу истражување за тоа што би било најсоодветно да посетите кога сте во Австралија, затоа што на вистина има што да се види. Тоа беше се за денешното издание на Урбан Блок. Се гледаме повторно точно за 7 дена во истото време и на истото место. До тогаш, уживајте во летото. Се гледаме.